Избори на 5 јули, ова денеска го потврди лидерот на СДСМ, откако во изминатите денови членови на раководството на владеачката партија во неколку наврати го спомена овој датум како денот за одржување на парламентарните избори. Ваквата одлука зајави и аргументираше со, како што рече, потребата за заштита на здравјето на граѓаните. А датумот за нивното одржување веќе е завршена работа. Тие ќе се случат на 5 јули, за да добиеме најбрзо, што може, функционално собрание и политичка влада. Проблемите кои ги предизвикува Наке Чулев мора да ги оставиме зад нас, а тоа е можно само со избори. Нема нови аргументи за нови економски мерки и со тоа нема ниту оправдување за барање на нова вонредна состојба. Во таква ситуација изборите остануваат онака како што е пропишано согласно Уставот и законите. Тие да се одржат на 5 јули, 22 дена по завршување на најновата вонредна состојба. Вели дека изборите за него веќе не се тема, зашто, како што вели, не може државата вечно да биде без парламент и со влада која врши и извршна и законодавна функција. Коронавирусот ќе биде тука и на 5 јули, 5 август, 5 септември и на 5 октомври, порача Заев, образложувајќи зошто изборите треба да бидат во јули. Според опозицијата, во ситуација на десетици новозаразени секој ден е лудост да се зборува за избори. Сепак, ВМРО-ДПМН нема јасен одговор на прашањето дали ќе учествува на изборите и под кои услови ќе прифати да партиципира. Не е време за вакви работи. Не е време да нафрваме бројки кога ќе има избори или слично. Сега време е сплотено сите заедно во држава да се посветиме кон здравјето на граѓаните и ништо повеќе, ништо повеќе. Демократската партија на албанците, која е дел од владината коалиција, ги поддржува социјалдемократите во намерата да има избори на 5 јули. Главниот албански партнер во владата, Дуи, во последните изјави повикуваше на консензус меѓу партиите за датумот за парламентарните избори. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.